Во Скопје има многу новоградби, некои се добро, некои не се толку добро изведени. Сепак она на што најмногу ми забележуваат моите соработници е дека знаеме да работиме и без вода, без струја, а особено без лифт на стотикат, на пример, што особено тешко им паѓа. Но не е се толку страшно, имаме мал стан, мал буџет, но одличен клиент. Запознајте ја Гордана. Ова е станче што треба да се оправи. Да гледав на телевизија во емисиите Ајде дома, многу ми се допадна вашите проекти, нели, што ги изведувате и решив вас да ви го остапам. Така. Да ви остапам работата. Мало станче, ама супер е, куклен. Мислам дека од толку мало ќе направите нешто Големо. Така. Од 37 да биде 57. Значи дневничка, гледам таму некоја дупче. Дневна, да, ова е дневната. Доста голема кујна. Кујничката, да, еве ова е кујничката, малецка е, меѓутоа кој ќе се направат овде плакари, ќе има може место и за некое масиче тука ако има, ако нема. Ако не, овде ќе ставиме една голема и тука ќе тука ни е за јадење. Јадеме, да, ова шанчето, значи тука ќе се стави плоча од озгора, треба евентуално некој место за јадење. Да може така и да се јадат ако треба. Значи, тоа е тоа. Кујничето. Тука предпоставувам има бања. Да, ова е бањата. И јас мислам дека е доста комодна, голема, за разлика од станот што е мал. И добро е да се има и голема бања, затоа што може некој така и голема бања да се има. Затоа што, нели? Добро. Сепак ќе може да се искористи, има доста елементи што може да се стават, чување, крпи, ево ќе биде нормално. Ќе биде како што треба. Тоа е тоа. Иако можела да биде помала, комотно можела. Можела да биде, меѓутоа за разлика од тоа што сите станови се вертикалите, нели купатилото и сега не може да ради цевки работи. Има уште една просторија, така? Сега имаме уште една, тоа е спална. Има, еве, ова е таа спалничка, што е многу малецка. Меѓутоа, кој ќе се направат плакари, кој ќе се стави лежај тука. Па добре, јас мислам дека некој 1,40 м, 1,50 кревет може да се смести, може би не во оваа насока, ама некако залепен до зидот за кревет. Да, таму рачунам нели плакарите да бидат, овде лежајот, а во осталом па ти повеќе знаеш каде што треба да ти биде, те на свое место. Кажи ми за кого е наменет станот? Па овој стан е наменет за ќерката. Каква е по дух? По дух е многу ведра, многу зборлива и вака е младолика. Добро. И така да ќе одговара овој стан. И одговара, да. Мислам дека ќе биде. Ќе го направиме. Убаво, кој ќе се среди, ќе биде, ќе изгледа и поголем од што е. Епа, да те испратам. Да ми се може да си одам. Ова е еден навистина мал простор, во кој треба да се сместат сите функции како дневна соба со простор за ручање, кујничка, плакари и цела спална соба со двојно брачно легло. Станот е нов и може не ќе беше лошо, како што каже и Гордана, бањата да била помала на сметка на кујната, но истиот е завршен и мој е да се снајдам најдобро што можам во она што ми е оставено како задача. Да направам стан од 35 квадрати да изгледа како да има 50. Па да се обидеме. Генерално, бидејќи буџетот кој е оставен на располагање е прилично скромен, гледам да ги сведам сите нешта на минимум. Значи, организацијски треба да имаме клик-клак, тоест футон, кој ќе обезбеди дополнително легло во станот, освен она во спалната соба. Планирам зад вратата да има големи плакари и фиокар, кои се практично главна гардероберна позиција. И за помал и за поголем стан, плакари никој пат доста, па дури и да се работи за стан во кој треба да живеат двајца. Кујната првично сакав да ја организирам во Г, но констатацијата дека над зидот, каде би сакала да има фурна, има и планиран air condition, чии инсталации се веќе донесени до станот, а водени во фасадата, истата ќе биде линиска. За повеќе елементи нема простор, бидејќи од плотната до зидот има само 90 см. Пред позицијата на седењето во дневната има шанк, кој мора да се искористи и како позиција за јадење. Тоа може да го изведеме само како сегмент прикачен на шанкот. Има место и за библиотече и за фотелја, а потоа одиме и во спалната соба. Спалната е мала, впрочем соодветна на станот.
Поради своите димензии и поставеноста на инсталациите во собата, леглото не може да биде поставено како што би сакале, туку само овака. За да се обезбеди повеќе простор, зад зглавникот ќе поставиме долапи за постелнина, а до нив и плакар. Со ова ќе ги затвориме планирањата околу станот и ќе преминеме на реализација. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Свежи идеи, архитектонски достигнувања, тренд, идеја плюс, дизајнерски решенија, стил во домот, уредување по фенг шуи. Читајте Мој дом и креирајте нова визија во просторот. Југоекспорт Стил ви ја представува најновата колекција на мебел со најголеми попусти и изненадувања досега. Со секоја купена кожна гарнитура изберете релакс лежалка, фотелја или клуб маса гратис. Трпезариски сетови, комплет маса и столици од 199 евра. Клуб маси на попуст и до 42%. Комплет спални соби од 399 евра. Ве очекуваат и многу други изненадувања. Посетете не на Скопскиот саем за мебел или во еден од нашите салони. Југоекспорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали, огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изведување и монтажа. Унига инженери. Во принцип, градежни интервенции нема, затоа можеше веднаш да се нарачува и мебелот и да се земаат мерки на лице место. Да ти го представам новиот објект. Хајде. Малку малку. Имаме дневна, миниатурна спална, исто малечка кујна. Всушност, кујната не е по квадратура толку мала за станок, меѓутоа распоредот е многу лош. Тесна е таква долга, ништо не соди. Добро. Значи, тука сакам еден голем плакар. Предпоставувам се, јас го нацртав со лизгални врати, ама буџетот ни е птен тнок. Тнок. Значи, шо ме тнок, предпоставувам дека ќе мора да иде со Обични врати, добро. Дали може цели да одат од горе до долу? 4 врати цели. Така, добро, до нив е еден фиокар. Проблемот зашто мора да биде таков поплиток е заради влезната врата во бањата, значи не можевме до крај да идеме со плакарот. Кујничката веќе има ваков направен некој шанк со тули, од ускора треба да ставиме табличка, некоја маса за ручање да прикачиме на шанкот, бидејќи нема друго место. Кујничката прво ја испланирав во Г, меѓутоа, нели на второ враќање назад, веројатно ти примети има една инсталација овде. Има греда спуштено со инсталации за клима кои што не дозволуваат ова да го сторам јас. Иде наваму кујната. Точно така. Во дневната ми требаат факти две коцкички, мислев на тркалца да ги ставиме, како тема слободни простор. може да ги шеткаат.
Таму во аголот имаме една библиотека, Добро. решетка стои вечесто, една ТВ комода и во спалната ова ми е единствената позиција кај што можам да го ставам креветот, за жал. Па овој дел би сакала да го пополниме со некои елементи, ама онаки отклоп некако Така. за постелнина да се. Добра. И плакар. Значи, генерално, тоа е тоа за станот. Сега, ти прашајме. Во врска со плакарот во ходник, имаш ставено огледало и претпоставувам ти треба огледало, пошто немаш на друго место Нема. каде. Да. Ја би да ставиме на вратите огледало, па да ставиме некои минималистички рачки како лајсни, да изгледа тоа убаво. Важи. Пиокарот ќе си остане таков каков што е, поплиток, Така. заради первозот на вратата. Сега во врска со ова масичето импровизирано трапезариско, Добра. мислам дека сепак повеќе простор ќе биде употреблив ако го направиме во некоја правоаголна форма издолжена, повеќе капацитет ќе има. Јас овдека Фи 80 ставив, онака прво е тоа што ми текна. Меѓутоа, што велиш со една правоаголна маса можеме и до, не знам, метар и 20, метар и пол да отидеме, да. должински, и ќе има повеќе место и за седење. и за Капацитет. се. Да. Друго, концепцијски ме интересира ова, како ќе го изработиш библиотечето. Библиотечето ќе биде отворен тип, да диши у простор, вертикали, хоризонтали, Така. ќе има капацитет. Мислам, може сите димензии да ги унифицираме, сите да бидат 45 на 45, 45, 60, 90, 120, така. Добра. Да биде полесно за кроење, поевтино предпоставувам доаѓа. Добра. Кога е се унифицирано е уште кујната. Кујната си иде сега рековме линиска, фрижидер помал ќе ставиме, 150 толку. 150. Да. И верица бела цела, контраст некоја плотна далина, сивкасто. Па може, затоа што Дрвен имаме декор. тие нијанси на каменот. Сега во врска со плакарот во спална, Ајде. ти ми спомна дека сакаш и фиокчиња. Да. Меѓутоа, за да бидат внатрешни, овде повеќе простор ни треба и ќе бидат поплитки. Ако не ти е проблем да ги ставиме на дворешни фиокчиња, 2-3 колку ти требаат, Може. и нагоре врати. Прифатено. Добро. Овие на тркалта, не ги забораваме. Овие на тркалца, Дневната. слободни у простор. Да. Комодата бела исто, како Така. кујната, Се две обид фиоки материјал. и отворена горе. Добро, Толку е. договори. Во станчето бојадисуваме. За основна боја на станот во дневната бира многу светла кремаста нијанса, бирана според најсветлата од декоративните плочки кои ги начекавме во станот. За спалната пак сакав некоја поприспивна боја, па затоа овој пат таа е нежна сиво-сина. И заедно со белата, тоа би биле основните комбинации за целиот простор. Сепак би испланирала и нешто повеќе од само бојадисани ѕидови. Овој пат не сакам тапети, не сакам цртежи, туку нешто друго. Затоа сум во пан. Се сеќаваш веќе на дизајнот, нели, што го правевме кај Киркана со дрвото. Истиот дизајн, во принцип, мислам дека може да функционира освен во детски соби и во спални, и во дневни, и така натака. Значи, тој дали ќе бидат цветчиња со бувчиња или ќе бидат пеперутки и само ливчиња, Така, не прави раз. мислам, не прави голема разлика. Би сакала да направиме можност било кој да може да го набави и да го залепи сам. Тоест, ќе треба ова дрво да се раздели на парчиња. Така. Некакви, кои што секој еден ќе може да си ги дополнува и да си го направи Одлична ти идеја. дрвото како што го сака. Од моето искуство, досегашните парчиња кои што сум ги купувала, биле некаде околу 40-50 сантиметри, Добро. широки и околу 80 до метар високи. Па супер ти прилега таа димензија на сектори и за дрвото, затоа што нели имаме високи елементи повеќе. Да. И убаво е така баш да бидат потенки, а повисоки за аплицирање. Да. За секој еден да може да го нели тоа залепи. Така. Исто така околу боите, значи ние ќе може понатаму да понудиме и разни бои, барем на цветовите, ако ништо друго, една палета на бои Така. која што ќе може да комбинира со дрвото. Така. Да ти кажам искрено, мислам дека дрвото може да се пушта во бела, црна и во сребрена боја, затоа што тоа се три бои кои што секако на било каква комбинација на Така, би одговарало. околината може да одговара Па, да. многу лесно да се вклопи. Така. И второ, цвеќињата секој еден ќе може да се избере какви сакаат да му бидат. Да. Нели? Екстра ливчињата исто така. Така. Има едни ливчиња што ќе ги оставиме бели, а други ливчиња што може да бидат и во друга боја. Така. Исто да ќе го пробаме и сега за оваа монтажа, па да видиме нели како тест да. дали ќе ни успее. Така. Бувот сега не ми треба. Пуво да ќе го исклучиме. Тука ќе одиме со нели боја на цветови што ќе прилега на таа, како рече дека е зидот, каква боја? Тоа е светло-зелена е, но
Те викам нема значење нема која баш. бојата. Не знам, кремасти личиња. Кремасто може да одговара на таа цветчињата така. кон белата. Суптилно решение за дневна Така соба. нежно. Ќе одлучиме прво кои делови да го расцепкаме дрвово, како би било најдобро за полесно таму да се монтира. Така. И да не многу се чувствуваат тие споеви, барем некои 6 парчиња да извлечеме. Така. Да не биде па и премногу, Така. да биде убаво и ќе го изработиме заедно доле на машина Важи. и да видиме И што да ќе видиме што ќе добиеме. што ќе добиеме. Лепенките ќе ги ставам сосема на крај. А сега, набрзо по разговорите со Арбор, пристигнува и мебелот. Се разбира, прво се започнува од кујната како позиција која содржи најмногу делови. Без разлика на се, изборот таа да биде линиска ја прави едноставна за распоред, во смисла на логичен след според инсталациите. Висечките елементи се со вратички, кои се секој пат поевтина варијанта од отклопните. Од другата страна, слична како онаа на моите скици, се изработи мала интересна библиотека. Составена од вертикали и хоризонтали што се прекрстуваат, таа ќе биде и практична и декоративна. Дел од плакарите во станот се монтираат на лице место, поради неможноста да се качат догоре без лифт, низ тесни скали. А додека тие работат, јас сум кај Климе од Југоекспорт, со кој треба да најдеме кревет и футон за станот. Сепак, окото ми запира на нешто сосема друго. Пролетта никако да не стаса, иако по месеците е така, ама по чизмите не. Некако касно ми не се пролетта. Сепак, секој пат кога ќе влезам овдека, ова ми доаѓа вака, што ме боде во очи, заради тоа што е зелена, таква, расцветана ми е, иако нема нешто. централна позиција. И централна позиција, за таму кога ќе влезеш, одма да ја видиш. Станот кој што го работам, нема простор за едно вакво нели дело, бидејќи многу голема, тоа е многу малечок, 35 квадрата има и дневната е малечка, значи ќе треба некоја друга солуција, нешто поинакво да се најде за него, но сепак ми е интересно како позиција и опција за млади. Ова е димензијски стан така треба да биде као за стартери. Ова е 292 на 1,24 м, мега тросет, постои друга аголна варијанта на истиот модел, кој што исто така со еден додаден меридијан со заоблена линија. Ја прати линијата на моделот, али ја задржува габатата површина. Така. Бои се бира, штоф палети карти. И фотелјата не мора да се вака и пролетни бои. Може да се позагасани и типки. Така, има. Интересно. Може. Кремасти, сиви, вакви такви. Цели палети, значи од сите категории на штофови, значи... Седењето е многу пријатно, така ни меко, ни тврдо. Убаво е, интересно е. Баш е убаво. Пријатно седење, меѓутоа има и своја голема длабина, значи како седење. Кога би се седело, сепак треба да има и додатни перничења, како помош на седло. Ама добро тоа, кога ќе седиш сега, тука баш како да се седи, да се соблечеш крсно за горе или баш да легнеш. Кажи ми од, например, ако не сакам зелена, туку некоја друга, колку време ни треба за рокот на испорака би бил 45 дена, можно и порано да биде тоа, меѓутоа се врзуваме со тој рок. Така, добро. Коректниот рок. Коректниот рок, кога сигурно ќе биде тука. Да се знае дека ќе стигне. Па така додека траат монтажите на кујната и плакарите, стасуваат креветот и футонот од Југоекспорт. Креветот е во многу пријатен штоф, со каса, што ќе биде исклучително важно, за во малиот стан да се обезбеди уште простор за складирање. Секако имаат мака да го наместат, бидејќи е и онака многу тесно, а особено кога им кажав дека е наопаку поставен, па мораа да го вртат за 180 степени. Кај футонот нема грешка. Со овие две легла во станот може да спијат најмалку двајца, а најмногу четворица. Плакарите се привршуваат. Наменети за палта, чевли и други облеки веќе според желбите на оние што ќе го користат просторот. Ќе останат без врати неколку дена, затоа што ги дадовме за на нив да се залепат огледала. Така мислам дека и побогато ќе изгледаат и ќе дадат вистинска пространост на дневната.
Во кујната им остана да го поврзат аспираторот, да ја постават работната плоча со апаратите. Речи си е целосно подготвен, но без детали како завеси, килими и многу важно, светилки. Иако на секоја позиција Гордана имаше веќе поставено светилки, сметав дека се неадекватни, а знаев дека во Манекс ќе најдам нешто токму за неа, добро и соодветно. Имам стан од 35 квадрата, значи баш е малечок, а пак има и спална и дневна и се што треба и кујна. Сепак имам прилично ограничен буџет за него и треба да изберам некое, нели, убаво светло, кое што нема многу да чини. И ми кажа тука дека треба да стане. Да. Предпоставувам за овие лустери. Ова е дел од програмата на брендот Ужан. За станот кој што го опремувате моментално, мислам дека ова би било доста практична идеја за овие лустери. Да, гледам дека има и таванска, и мало лустерче, вакви лустери и така натака. Да, тоа е приноса што можеш да ги комбинираш, дали ти треба да виси, дали ти треба плафонско да биде, дали со една, дали со 5 чашки. Други, значи доста се практични, значи како и за чистење, користат сијаличка со тесно грло, значи обична. Максимум 40 вати, меѓутоа може да се стави лед сијаличка, штедлива сијаличка. Кажи ми дали од целата програма има и венге и бела со хром варијанта? Да, има, значи, како во бела серија, значи во бела боја да се бираат, има во венге или кафена варијанта, а исто така и во хром. Во оваа серија исто има и нејзини странични тела, а исто така и столни ламбички кои што може да се скомбинираат. Па јас мислам дека со еден ваков долг навеста како го има во бела варијанта, значи тој и една ваква помала со 4 чашки, барем за дневната соба, секако ќе ми задоволи. Зидни за жал немам, ќе треба да вземам некој вградни лед, ама мислам дека со овие две лустерчиња и некој плюс таму што ќе ги доземам, дека ќе завршам добра работа во тоа станче. Значи, пред да се одлучиш за понатак или било што да погледнеш, моментално, значи, периодов имаме производи кои што се на акција од белгискиот бренд Масив, така да... Разбирам. Сакаш да ми предложиш да дзиднам уште нешто пред да го купам ова? Да. Добро, нема проблем, фала ти. Па со светилките во станот, Бојане тука да ги мести. Златните вградни со халогенки ги менувам со лед светилки со алуминиумска рамка. Далеку поекономично и поелегантно. На таванот во кујната наместо обична таванска ќе се најде лед панел. А на таванот во дневната, двата лустери кои ги одбрав. Знаев дека многу ќе се лутат молерите на оваа интервенција, но сметав дека е исклучително потребно да се помести централно светлото во дневната. Кога веќе ги менувам лустерите, барем да биде секако што треба. Ке ги подготвиме со обични сијалички, а секој пат може да бидат заменети со лед, за помалку да трошат и подолго да траат. Истовремено тука ми е сеат за климата. Има поставени држачи за надворешната единица, пристапни од ходникот на зградата, а инсталацијата во станот е веќе донесена до кујната. Но позицијата не ми се допаѓаше. Поточно јас побарав да биде што позалепена до зидот и до гредата. Па затоа, оваа монтажа не беше толку лесна, бидејќи за да се приспојат со инсталациите од климата требаше да ископат длабока и голема дупка, која кога ќе ја погледнеш, она поместување на светилката на таванот е мало мачево споредба со неа. Значи му отворивме како за на крај, на молерот работа да доаѓа 2-3 пати за да ги затвори и пребојадисува овие дупки. Суки ќе ни помогне да се поврзат сите нешта врзани со водоводот на бањата и кујната, како машина, садопер, чешми, но тој ќе ги намести и галантеријата и елементот над мијалникот. Тој ќе помогне да се наместат и корнизите во дневната и спалната. Станот е подрасчистен и време е да ги наместам завесите кои ги донесов. Едната кремаста, ленена со дискретни цветови за дневната соба. Другата бела со бели коцки. Бидејќи има и ролетни и венецијанки, овие се чист декор, облагородување на интериерот. Ги земав како готови, па затоа се подолги, што естетски воопшто не ми пречи, а што се однесува до функцијата, Гордана нека одлучи дали сака да се влечкаат по земја или ќе ги кратиме. Во собата донесов и мала фотелја во сива боја. Па на целата кремасто сива комбинација, веќе ми фали нека дречлива боја за да ја разбие атмосферата. Долго се размислував која да биде. Прво сакав зелена, таа ми беше и на проектот, бидејќи со кафено и сиво добро се вклопува. Но потоа помислив дека ќе биде добро да биде црвена.
боја блиска до кафената, до портокаловата, бои што веќе ги има на плочките. И црвениот килим ќе биде првиот црвен детал. Ги местам и двете шанк столчиња на сегментното масиче. Перниците се вториот црвен детал, а третиот ќе биде над зидот. Во спалната уште некоја перница и една светилка. Тоа би било се што сакам да ставам во овој момент. Следниот ден ми пристигна тест лепенката од пан. Сместена на неколку листа, сега јас треба да ја опитам колку е сето ова лесно или тешко за работа. Прво, особено со готовите варијанти, најдобро е да одмерите до каде сакате да стасате со декорот. Каде да се главните гранки и да започнете од некоја централна позиција од која ќе можете да се движите наоколу. Центарот мина многу лесно, ама се сплеткав со трансферот. Значи треба да имаме повеќе трансфери. Но еднаш кога му го фатив теркот, се изгледа перфектно едноставно. И кога веќе ќе го поставите главното дрво над зидот, декорацијата е исклучително ваша. Наместо цветчиња нарачав кругчиња. По нашиот заеднички производ ова ќе биде опција што ќе можете да ја изберете. Каде сакате цветче, крупче, каде лист, е според желбите и очекувањата колку да биде едноставно или комплицирано. Значи, тестот помина извонредно. Време е да го доработиме во финален производ, што ќе можете да си го набавите и вие. Така и зидот доби црвен детал. Неизбежни се овошјата, книгите што ги донесоа, по некој украс и подготвена сум за Гордана. Симфонија на осветлувањето. Егло. My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Ајде, повели си дома. Ова ли е мој Ето. Не
Немогуче. Само Ива, никој друг. Тоа нема да ми го редува. Ти благодарам. Час, браво. Абе, јас реков, од мало станче, ти го развлече, го направи дупло да биде. Така е. Благодарам. Па какви убави цртежи си направила. Тоа е нешто неверојатно. Па да, не треба ни слики, ни со слики. Какви слики? Нема шанса слика овде да видам. Леле, навистина е многу убава. Ај од другата страна? Дошло. Чек. Цела. Па јас ќе се гледам, ќе се разочарам дошо... Не, тоа не е за разочарување. Па ја треба да стана малку шланка. Леле колку убаво е, па ова го прави уште поголем стана. Дупло. Ете, на другата страна се гледа пак. Леле, свака ти час. Повели, ја заборав веќе и... За блачко. И блачко да ви дадам, но толку што да во одушеви под станот. Навистина, палустериве колку ми се допаѓаат. Нови. Реши да ти ги сменам твоите. Па ти ми ги смени, па ајде какви била, ама не, тоа видиш убави и овие. Леле колку се убави. Навистина сум во одушевена. Од таму натака на кај кујна, сакаш и што? Чекај да не можам да се донагледам овде, ова ми е убавината, нели? Колку убаво, па и шанкче овде, па столици, свака ти час. Може? Више, не знам болка да ми стига. Добра, и до кујната. До кујната. Овде, видиш убаво, манчиња, ова слика не одговара така? Одговара. Добро. Дека не ја закачев горе, ти така слободно. Тоа викам да не е добра. Добра, това е слика. Иначе супер, ја така, виж како си одговара. Така дискретна, со кепчето што ми го донесе. Модерно и модерна слика. Така е. Кујничка, малечка, ама тамане. Леле, колку е убава, навистина убава. Малечка, ова, она. Се е на свое место. Така е. Толку убаво, колку убава и даската си ја погодила да си одговара. Погодила со сите бои што ги имав наоколу. Да, со сите бои, што малку преовладува сивата. И ертен супер си дошла. И браво, еркондишенот тука. Се смести. Супер, се смести. Се смести, ќе гледаш како се правеше. Беше дејание. Многу фино. Супер, тука си дошла, да си има малку комоција, не треба ништо, ни столче, ни маса, така ли? Па не, тука овдека е баш за работен дел. Сега не знам, ако е птен ви треба нешто, тука некој ситно убаво. Нешто да исецкаш, да, ама да и тука може, е многу убаво, одлично, тука. И дола плюс голем. Многу убаво. Ајде во спалничката. Ќе дојдеш? Ајде, доаѓам. Видиш кај ќе се спие? Всушност може и таму да се спие. Ти тоа се отвара. Добра, ама ова е за спиење, да се скомотиш малку. Така. Да спиеш нормално, а не па и тоа до душа така се пушта кој спална. Така е, да се отвара и тоа. Тука уште едно долапче. Сега овдека сликата ќе ја ставиме, ако ќе ја извадиме или ако ќе ја закачиме, тука имаш уште долапи за постелнини. Браво. Уште бањичката ни остана. Да, уште бањичката. Зашто таа е таква каква што ни е, нели подготвена, уште некои детали таму дополнивме. Супер си дошла, ефтено. Ајде, во бањата, знаеш, ништо особено не правевме. Добро. Многу закачивме тоа, машинче. Да, си беше, мислам... Да, готова беше во принцип. Готова беше, така, ама видиш, супер си дошла. Со ова огледалце во се. Со огледалце, галантерија малце, машинче, тоа е. Машинче, тука само уште нешто може за корпа, залишта и тие работи што се овие. Таму до тушот можеш и висок елемент. Висок елемент, така, добро. Како ќе се може, така ќе се дополнува. Така, полека, не може се наеднаш, нели? Али ќе биде. Штом се решило да биде, ќе биде, нели? Така е. Штом до овде сме дошле сега. Сега више е полесно. Многу е лесно. Гордана, тоа е тоа, од мене до тебе. Од тебе до мене, па баш ти благодарам што навистина по моја мерка го среди, како што јас очекувам да биде, така да ќе испадна. Така да се окей. Добре. Одлично. 5+. Фала. Кога се клиентите задоволни, задоволна сум и јас. Вистина, мојата цел е клиентите да се занимаваат што помалку со своите станови и тоа да го остават да го решиме ние. Бидејќи колку и да е комплицирано, сепак професијата ни налага да се занимаваме со овие нешта секојдневно.
па затоа ниту еден проблем, ако го има, не изгледа толку драматично. Овој стан беше празен простор од 37 квадрати, чија главна одлика му беа многуте декоративни плочки на куинскиот зид. Сметам дека направи все за вниманието да му припадне на дневниот дел наместо на кујната. И тоа се стори со скромен буџет за оваков тип на интервенции, поточно со умен распоред и планирање на средствата кои беа обезбедени. Поздрав до следната недела! Уживајте во новиот интериер на Ајде дома. Барањето на вашиот личен стил, во кој дома ќе се чувствувате пријатно, е работа на искуство, интуиција и следење на неколку основни дизајнерски принципи, кои се разбира можете и да ги прекршите ако знаете како. Светлина, боја, декорација, текстури и детали, спакувани во функционални простори, за кои ќе посакате во секое време да си речете Ајде дома.
Ајде дома, на Телма, во недела, 15:35.